Жена прегазена на пешачки во аеродром. Полицаец удрен од автомобил додека извршувал службени дејствија во Дебармаало. Судар и тепачка на булевар во аеродром. Ова се само дел од сообраќајните прекршоци викендот во билтенот на МВР. На неголемиот дел од нив интервенирале и екипи на брзата помош. Од службата вела дека речиси секојдневно имаат по 3 до 4 повици за сообраќајки во главниот град. Дел од тие интервенции завршуваат и на лице место, како полесни повреди што не бараат третман или без повреди што не бараат третман за хоспитализација. Добар дел од нив завршуваат со тешки телесни повреди, дел од нив за жал и со смртни последици, така да може да кажеме дека добар дел од нашата обемна работа опфаќаат и сообраќајните незгоди. Големата брзина, непочитување на сообраќајните правила и прописи, консумирањето алкохол и психотропни супстанци и користењето на мобилен додека возат остануваат најчести причини за сообраќајни несреќи. Од брзата помош информираат дека најголем дел од учесниците во сообраќајките се возачи почетници и млади лица до 30 години. Лекарите апелираат граѓаните посебно да бидат внимателни периодов, кога има повеќе слави и се доближуваат новогодишните прослави. За да не дојде до несакани последици, како по своето здравје, така и по здравјето на останатите, односно да нема невини жртви во целата ова ситуација, би апелирала за прилагодена брзина на движење, за неконсумација за алкохол и психотропни супстанци кои што исто така може да делуваат на концентрацијата при возење и апсолутно внимание кога се седнува на волан. Тука ќе ги споменам и мобилните телефони, гласната музика, кога не се слуша или сирената од другото возило за предупредување и така натаму. Токму и поради овие прекршоци, викендот полицијата санкционирала близу 1500 возачи низ цела Македонија. Половината од казнетите не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Александар Динев, Сител телевизија.